Судијката Добрила Кацарска, која ја изрече првата пресуда против поранешниот премиер Никола Груевски, веќе 2 недели е чувана од полициски обезбедувачи поради закани по нејзиниот живот, потврди министерот за внатрешни работи. Оливер Спасовски рече дека полицијата работи на откривање кој зошто се заканува, но јавноста ќе биде информирана откако ќе ги обезбедат потребните информации. Ние знаете дека имаме обврска за сите функционери за кои што ќе има барање или ќе има безбедносен ризик, тука влегуваат и судиите, и обвинителите и другите носители на јавни функции, да обезбедиме заштита на интегритетот и на личноста и на животот на тие функционери. Во овој случај, врз основа на барањето од судот, а по проценка што е направена во рамките на службата, е доделено физичко обезбедување на судиката Добрила Кацарска и на еден судија поради. Од МВР не откриваат дали заканите по животот на Кацарска се упатени пред или по донесувањето на одлуката за затворската казна на Груевски. Од МВР не добивме ниту одговор дали и кои други судии побарале и добиле полициско обезбедување. Председателот на Кривичниот суд Иван Џолев, кој побарал обезбедувачи од полицијата, исто така не одговори на прашањата дали постои ризики по животот на други негови колеги. Без одговор денес остана и споменатата судика, која упати на председателот на судот и на МВР. Судиката Добрила Кацарска го води случајот тенк на специјалното јавно обвинителство, во која изрече првата затворска казна за поранешниот лидер на ВМРО ДПМН во висина од 2 години. Кацарска во одвоена постапка исуди на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, за која побара дополнителен гинеколошки преглед да утврди во каква состојба од бременоста се наоѓа. Во последните години на политичката криза немаше ниту еден судија или обвинител под полициско обезбедување. Пред 6 години обвинителката Гордана Гешковска добија обезбедувачи од полицијата поради заканите кои ги добивала за случајот Монструм, и судиката Лидија Неделковска, кога се водеше случајот Пајажина, ја извести полицијата дека добила закани по СМС пораки. Дополнително се утврди дека заканувачот е од Германија, но обезбедување не и беше одредено.